Македонија наутро. Сега одиме со второто линковско јавување. Нашата драга Ана Трајчевска е во детската амбасада Меѓеши. Ана, добро утро. Добро утро, повторно Сладко. Ние сега се наоѓаме пред првата детска амбасада во Македонија, Меѓеши. Со мене е Јана Зенговска, која ќе ни каже со која цел постои амбасадата и што они точно прават. Јана, добро утро. Добро утро и до вас. Кажете ми, колку години постои амбасадата Меѓеши во Република Македонија? 29 април оваа година, 21 година постои првата детска амбасада Меѓеши како организација која што се грижи за заштита на децата и нивните права, поточно заштита на децата од секаква форма на злоупотреба, занемарување, казнување и така натаму. Паралелно, 20 години оваа година во склоп на првата детска амбасада Меѓеши функционира и телефонот за деца и млади како линија за помош 0800 122 22, која што можат децата, младите, возрастните да се јават и да пријават било каква форма на насилство на врз нив или пак да се информираат за своите права да ги интересира. Минатата година сте примиле 397 повици, од кои само 27 од децата имале храброст да го пријават нивниот случај. Им биле прекршени на децата? Најголем број прекршување на права на децата се прекршување на права при бракоразводни постапки. Тоа значи право на видување со другиот родител, право на старателство или алиментација. При бракоразводни постапки правата на кои што се прекршени на децата се дека не сакаат да остварат контакт со одреден соедниот родител кој што го нема целосното старателство. И во таков случај сметаме дека треба да се Центарот за социјална работа да работи на тоа семејство, да работи со детето за да се подобри комуникацијата со родителот, не присилно да се тера да се гледа со родител со кој што не сака да оствари комуникација. Друг тип на случај се пријава на семејно насилство, физичко и психичко врз деца од страна на родители или насилство од страна на возрастни деца, занемарување на деца. Во такви случаи и најголем број од случаите каде што деца не биле жртви е се случаи на домашно ние што сме се јавиле и тие на нашто не се јавиле. Потенцијално жртви 187 деца, кога речам 587 деца, подразбирам вкупни деца кои што биле во ризик и деца кои што биле директно вклучени во некаква форма на насилство или прекршување на некоја права на детето. А во случај на семејно насилство, која помош ја нудите вие на фамилијата, точно на детето, како му помагате? Кога ние реагираме по основа на дојава. Дојавата може да биде неесвесна, или по пошта. Како случај наш би алармираме соодветните надлежни Центарот за социјална работа, каде што го информираме со цел да отиде на увид. За жал, како прва детска амбасада Меѓеши не можеме да отидеме на терен и да направиме увид на ситуацијата. Меѓутоа, Центарот за социјална работа е надлежен и должен да го направи тоа и да го заштити детето при исто така нудиме доколку сакаат родителите или децата психолошка помош и поддршка. Нашата амбасада може да бидат слободно статистично. Денес во училиштето можеме многу често да се сретнеме мобинг, но за жал родители и наставници немаат време да му посветат на секој дете внимание. Како можете вие тоа да го решите и како можете да дадете сопост за тоа да се реши, значи конфликт и децата? На релација дете-дете. Во таков случај сепак сметаме дека и родителите треба да бидат свесни. Децата, повторно неколку пати го повторуваме ова, не се насилни, не се раѓаат како насилници, а насилници стануваат. Тоа значи дека некое дете во училиште кое што пројавува одредено агресивно, девијантно или асоцијално однесување
сигурно причината речи дома или на друго место. Затоа треба да се бара коренот на причината за таквото однесување и стручните служби во училиштата треба да поработат со децата да пријават, а ние како прва детска амбасада Меѓаши слободно може да се јават на 0801 22 да го пријават случајот или доколку сакаат некаква информација, советување, психолошка помош и подршка, може слободно да се обратат. Со кои организации соработувате вие и како ви помагаат тие организации при остварување на вашата цел? Првата детска амбасада Меѓаши е координатор на Македонската коалиција за заштита на права на децата, каде што учествуваат голем број на организации. Со самото тоа што сме координатор на таква голема коалиција, значи дека и граѓанскиот сектор, и државните институции сметаме дека треба заеднички да соработуваат, да се поттикнуваат и да се надополнуваат во однос на надлежноста, за да можеме заеднички да работиме во правец на заштита на децата и нивните права. Да ве прашам, дали вие имате контакт со родители кои што исто така помагаат при да се случува детето и да се води грижа за него? Дали родителите се вклучуваат во оваа организација? Да, родителите активно се вклучувани. Ние имаме и дневен центар за деца кои што не се вклучени во редовен образовен процес, при што родителите, иако се сиромашни, голем дел на тие деца активно учествуваат во процесот на вклучување на нивните деца во редовниот образовен процес, затоа што континуираното работење со родителите и со семејствата на тие деца ја зголемило нивната свест за неопходноста на образованието и потребата, и од таа причина решиле дека е неопходно нивните деца да се вклучат во редовен образовен процес. Активно со родителите сметаме дека еден ваков пристап е посоодветен за да се заштити детето и неговите права. Каква порака за крај можете да ја пренесете сега? Како треба тоа да се заштити правата на децата за тие да имаат едноставно посветла и побезбедна иднина? Сека форма на насилство првенствено треба да се пријави, дали во првата детска амбасада Меѓаши, не се телефонот, или до соодветната во полиција или центрите за социјална работа. Пријавувањето е единствен начин во кој што можеме да ги информираме институциите за да преземат нешто. Децата треба да научат и сами да се грижат за себе, и родителите да најдат време да бидат со своите деца.